Првата одговорност на секој граѓанин е да се сомнува во авторитети. Бенџамин Франклин. Добро дојавте на Беседа, македонската емисија за високи и возвишени теми. Јас сум процесорот. Јас сум свештеникот. Денешната тема е водство и авторитет. Иако знаеме дека овие се две блиско поврзани, но сепак различни теми, денеска решивме да ги обработиме заедно. Секако ќе спомнеме и каде се разликуваат двете. Свештениче, што имаме да им кажеме на нашите следачи за водство и авторитет? Како и секогаш, кога сакаме надконцептуално да објасниме некој концепт, и ако сакаме да ја допреме суштината на тој концепт, мораме да употребиме споредување. Што значи тоа? Тоа значи мора да земеме некој концепт кој што е општо познат, кој што луѓето добро го знаат и нема некоја грешка во неговото толкување, и да го споредиме со овој новиот концепт кој што сакаме да го разгледаме или да го воведеме. Па така, ако сакаме да видиме што е тоа водство, мораме да го споредиме со некој концепт кој што е сличен на водството. Значи, кој концепт би можел да биде близок кон водството? Според мене тоа е доминацијата. Сега, значи од една страна го имаш водството, од друга страна имаш доминација. Доминацијата е многу јасен концепт, кој што лесно се разбира неговата суштина или што сака тој збор или тој назив да каже. Тоа е едноставно контрола или владење на одреден систем или некои луѓе со помош на две алатки. Едната алатка е силата, другата алатка е манипулацијата. Значи имаш манипулативна доминација и имаш насилна доминација. И едната и другата се негативни карактеристики и тие се, значи целта на доминацијата е секако да добие мок. Сега што е тоа мок? Мокта во својата основа е илузија и таа е еден вид на дозвола која што другите ти ја даваат за да имаш одредена власт или превласт врз нив. Сега, ако таа дозвола ја земеш преку лаги, преку манипулации или пак преку сила, тоа е доминација. А ако таа дозвола ја земеш преку тоа што навистина си покажал внатрешна вредност, значи си бил способен, снаодлив, успешно си го заштитил од некој напад системот или групата, едноставно си покажал вредности кои ги импресионирале другите, а тие вредности навистина се во тебе, значи не се лажни вредности, ги имаш, тоа што ти си добил мок, меѓутоа си добил мок преку природен авторитет, си станал водач. Сега авторитет е сосема... Авторитетот е концепт кој што е многу сличен на владењето, на водството, меѓутоа е поширок од него. Во себе го вклучува, јас би рекол, водството, меѓутоа излегува надвор од границите на водството. Сега сакав да се вратам, имаше нешто што не успеав да го докажам. Накратко, кога збориме за доминација преку манипулација или доминација преку сила, можеме да видиме тоа, мислам дека и го зборевме во епизодата за машко-женски односи, меѓутоа доминација преку сила е она што општеството го нарекува токсична мажественост. Додека пак доминација преку манипулација, преку манипулативност е женствена токсичност. Ова се женската и машката токсична страна на половите, да речеме. Сега, авторитет. Исто така, за да видиме што е авторитет, ние мораме да го споредиме. Можеме да го споредиме со концептот на контрола. Бидејќи контрола е исто така концепт кој што е многу подобро познат од самиот концепт на авторитетот. Значи, авторитетот, кој што е механички или кој што е вештачки, тоа е синоним со концептот на контрол. Значи, кога го наметнуваш своето знаење, кога го лажираш своето знаење и кога сакаш да покажеш вредност која што навистина ја немаш и не ја чувствуваш во себе, тогаш ти правиш еден вид на вештачка контрола или на механичка контрола. Додека пак во еден систем, да речеме, во една група, ти си најуспешен и највеќе ги знаеш работите, без да се наметнуваш како авторитет, твојата способност сама те издига
Значи, не само бидејќи ги знаеш и си способен, туку и затоа што твојата способност ти дава чувство на самодоверба, на смиреност, на опуштеност кога се справуваш со предизвиците. Тоа е всушност природен внатрешен интегритет и тоа е авторитет. Јас мислам дека даде одличен преглед на трите, па и 4 мислам дека поими кои што ги спомна. Спомнавме водство, авторитет, моќ, манипулација, доминација, значи повеќе биле изрази, бидејќи е нераскинливо врзана со сите овие концепти. Кога се зборува за моќта, стално ми текнува на дефиницијата на Макс Вебер за моќта, која што мислам дека е многу концизно и многу добро смислена, а таа е дека моќта е способноста да се спроведе сопствената волја без разлика на отпорот. Од друга страна, ете видиш, ти ги подели и водството и авторитетот како природни и како наметнати. Во основа, за мене, водач е тој кој што води луѓе, процеси и ентитети, без разлика дали има некаква цел на тоа водење или не. Може да се наметнал таков, може да го побарале луѓето да ги води, или самите му ја дале таа моќ, кој што рече ти. А авторитет во однос на водството, во однос на тие што водат, е формална или неформална моќ која ја поседува некој водач во одреден контекст. Например, гласаме на избори и бираме премиер. И сега тој го бираме за водач во одреден контекст. Тој не ни е водач кај нас дома, не ни е водач на Марс, туку е водач во Македонија. Така таму се гласа тоа и тој е избран во одреден контекст. И улогите се контекстуални, сакам да кажам, и на водење, па и на авторитет. Сега, убаво што ги подели и водството и авторитетот на природни и наметнати, мислам дека природниот авторитет и природното водство воедно се доделени од заедницата на некој поединец, повеќе поединци или група. Значи се доделени од самата заедница. Тие не се земени на сила, не се наметнати, туку се доделени. Зошто? Затоа што веројатно тој поединец или таа група се едно за нешто ги бива, имаат некакви вештини или способности или се одликуваат со нешто за кое што некој друг во групата не се одликува со тоа, повеќето не се одликуваат со тоа и сега на нив им се доделува таа улога. Улога да ги водиш, улога да им бидеш авторитет за нешто. Зборувавме нели во нашата пред две емисии за менторство. Значи, менторството е еден природен процес кој што треба да биде прифатено од самиот ментај. Така, значи самиот ментај те бира, ти ја дава таа моќ, ти ја дава таа позиција. И интересното е дека тие кои што се одбрани да бидат авторитет и водач, тие се под, а не над останатите. Тие практично им служат на останатите. Тоа е идејата на нивната улога која што им е доделена и заради тоа им се доделени одредени права и привилегии. Од друга страна, наметнатиот авторитет и водство, како што рече ти, е насилно спроведен и заради тоа нема поддршка во суштина. Би требало да има постојан отпор. И сега, интересна работа се случува ова и баш ме интересира што би искоментирал ти на ова. Дека понекогаш наметнатиот авторитет и водач може да стане природен, ако е заедницата по одредено време се откаже да се бори против него и го прифати. Што мислиш ти за тоа? Точно е, тоа е феномен кој што може да се случи, меѓутоа сметам дека тука е многу важно внатрешното чувство на лидерот или водачот и тука, всушност тука доаѓаме до онаа допирна точка на лидер или водач и авторитет, како два концепти. Значи, авторитетот во голем дел е надворешна вредност, нешто кое што го покажуваш кај другите луѓе и го гледаат, меѓутоа исто така и е внатрешна карактеристика. Тоа е една самодоверба која што ја чувствуваш дека ти ги знаеш работите, дека ти си во контрола и дека ти го имаш потребното знаење и потребната способност да се справиш со проблемите кои што се предизвиците кои што се пред тебе. Тоа чувство, всушност, луѓето го гледаат и го чувствуваат кај тебе и ти дозволуваат да бидеш лидер. Возможно е, како што кажа ти, да го немаш ти тоа чувство природно, на вештачки, механички методи, лажни методи, да ги издоминираш и да станеш авторитет и водач, меѓутоа со текот на времето ти ги добиваш оние потребни карактеристики, потребна доверба, потребно знаење, способност да го почувствуваш внатрешниот интегритет и со тоа навистина да преминеш во еден природен авторитет. Мене стално
два примери ми се појавуваат кога ќе помислам на наметнат авторитет кој што на крајот не е начин станал природен, станал прифатен од тие што се водени. Првиот е општо политичките системи во светот, ама и македонскиот политички систем, кој што е во главно наметнат авторитет и наметнати водачи се. Значи многу тешко е да припари некој кој што е надвор од елитите и тие што им е дозволено да учествуваат во политичките процеси. Дури така е наместен и изборниот систем, нели имаме 6 изборни единици наместо една и малите политички партии многу е тешко да се пробијат, несразмерно тешко е. Тоа е едниот пример. Меѓутоа така и во светот и во другите политички системи. Така е, класичен пример е Алтернатив фур Дојчланд или Алтернатива за Германија, која што е, мислам дека стана дали втора или сега веќе и најголема партија во Германија, а другите партии одбиваат да коалицираат со незе и да прават влада со незе и ја игнорираат надвор од политичкиот систем, што е апсолутен безобразлук. Значи, идејата на изборите е да видиме кој популацијата сака да го одбере да води, а не вие да си играте играчки со формални работи, нели? Тоа е еден пример, ама друг пример, например, ми текна стално на како постапуваат империите во светот во минатото па и денес. Класичен пример е кога Римската империја дошла и античките македонци, па и другите тука во околината се бореле против нејзе. Меѓутоа на крајот ги победила и кој е резултатот? На крајот сите станале римјани и си го добиле тој идентитет. Значи со текот на времето Римската империја успеела да ги преобрази од можеби не целосно да им го замени тој идентитет што го имале изворно, меѓутоа во голема мера да им го замени или да им наметне уште еден идентитет кој што потоа си го прифатиле самите и после тоа самите станале римени. И го имаме примерот на Јустинијан I, кој што доаѓа од Таор близу Скопје и кој што станува император на Римската империја. Значи тој бил римјанин после тоа, без разлика што претходно може тие биле антички македонци или што и да биле, нели претходно. Значи тој идентитет веќе го изгубиле или почел да им бледне значително. Значи, сакам да кажам дека е возможно да вештачки наметнатиот авторитет и водство со текот на времето да стане природно. И ако нашите следачи не сакаат тоа да им се случи, треба да пружат многу посилен отпор и многу посилен и постратешки отпор, а не само пасивен. Нова затоа што може на крајот да се случи да џабе е пасивниот отпор, нели на крајот. Апсолутно така е. И па, тоа е всушност и разликата помеѓу вистински лидер или водач и оној обичен водач. Вистинскиот лидер е лидерот кој што води од една позиција на автентичност и тој неговата автентичност, значи тој не ги глуми вредностите кои што сака да ги покаже, туку тој ги отелотворува вредностите кои што сака кои што ги покажува и кои што луѓето сакаат да ги видат кај него. Да речеме, на пример, еден председател на некоја држава, некој државник. Доколку тој ги глуми одредени семејни вредности, се шета со жена му, седи, не знам, божик на трпеза снима и така натака, или оди во црква, не може автентично да го покаже тоа, може да ги залаже луѓето, поготово сега во модерно време со медиуми и така натака, успешно може да ги залаже, меѓутоа не може да ги излаже луѓето во споредба со вистински лидер кој што на вистина ги отелотворува семејните вредности и да речеме црковните христијанските вредности и ја има истата или слична медиумска покриеност. Значи да речеме да ги споредиме, оној кој што е лажен не може никако да го надвладее или да ги прелаже луѓето во однос на оној вистинскиот лидер. Доколку имаат, се разбира, иста еднаков простор за да си ги покажат своите вредности. И па тоа едноставно ќе биде недоследен. Затоа што има една поговорка, не гледај што луѓето зборат, гледај што прават. Поентата на тоа е дека едноставно преку што прават се гледа доследноста на стварните мотивации кај луѓето, а не тие што ги искажуваат. Апсолутно. И тука доаѓаме всушност до она што го спомна ти претходно на менторството. Менторот кој што навистина ги отелотворува работите кои што ги предава, оној кој што не ги наметнува идеите, оној кој што не труби само, не зборува, не е учител, туку е ментор, ги покажува работите, ги живее работите кои што ги зборува, едноставно можеби не зборува многу идеи, меѓутоа идеите кои што ги кажува навистина ги
размислил и ги живее, ги отолотворил и ги покажал преку себе дека се е вистински, тој човек може да биде вистински ментор. И оние кои што го следат, кои што следат таков ментор, можат на вистина да бидат менторирани, на вистина ќе ги апсолвираат оние работи кои што менторот ќе им ги покаже. И такви се всушност оние личности кои што не воделе со мок, туку воделе со чисто присуство, како на пример пред се Исус, потоа исто така Сократ, сигурно Буда, Кришна, доколку бил на вистина фигура која што постоела, доказите се, историските докази се малце разводнети, не може да се знае дали на вистина постоел или не, шашави, да. Меѓутоа, ете, најголем пример пред се е Исус, кој што не дошол да владее со меч, не ги убедувал, не ги лажал, туку едноставно луѓето го виделе неговото присуство, го виделе неговото учење, виделе дека тој се додржува до сите работи кои што ги кажува, дури и повеќе од тоа, а не бара толку од нив колку што бара од себе. И тоа е архетип можеби за вистински лидер и за човек со вистински авторитет. Да. Знаеш, кога се зборува за Исус, секојаш ми доаѓаат зборовите на Джордан Питерсон, Јордан Петровски, кој што вели дека Исус е, и не само Исус, туку и Буда и таквите фигури, ама пред се он зборува за Библијата и за Исус, нели? Дека Исус е еден вид на абстракција, теорија на човештвото за совршениот човек, за совршениот херој, практично. Еме Бог, ама во исто време има и земско присуство, може да умре, ама ако умре, воскреснува, и до толку е понизен што без разлика колку он поучува и што и да прави во материјалниот свет, тој на крајот ги зима сите гревови од човештвото врз свој грб. И тој е еден вид на архетипот на херојот. Според Питерсон, практично луѓето со милениуми мислеле и размислувале, чекај се, што е вистински авторитет, што е природен авторитет, како да знаеме кога биле на нивото како што денеска со шимпанзата. Например, многу авторитети, алфата, например, ќе се наметне зашто е најсилен, а не само заради тоа што е најспособен или најдобар или се грижи се, туку едноставно на сила веќе ги истепа сите и овие ќе ќутат. Ама самите членови на групите, како што растеле во софистицираност на секојдневното живење, тоа го гледавме нели од спирална динамика, како се идат нивоата, се поеќе и поеќе луѓето мислеле, чекај малку, не може само да биде моќта, не може само сурова сила да биде, туку мора да има и нешто повеќе, мора да има некој принцип кој што кажува ова е природен авторитет, ова е добар авторитет, на овој човек може да му се верува, на овој човек може да му се верува да води. И ние своеволно ќе му дадеме да води, а не мора да не тепа и да не присилува. И не само тоа, туку тој што не тепа и не присилува, треба да знаеме зошто е тоа погрешно и зошто треба да прекосиме нистото. Тука веќе доаѓаме до една многу голема проблематика, а тоа е прашањето за одговорноста на оние кои што ги следат лидерите, на следбениците. Значи, кога велиме дека одреден систем, одредена група на луѓе имаат појава на лоши водачи, како на пример Македонија, како што спомнавме претходно дека има еден хроничен проблем со лоши водачи, меѓутоа каде лежи нашата одговорност? Нормално нашата одговорност пред се лежи во гласањето, меѓутоа тоа е само еден симптом. Главниот длабок корен е тоа што водството е всушност огледало на колективниот морал и на духовната зрелост на следбениците. Може да се појави во една група лидер кој што е далеку по-еволуиран од способноста на следбениците да ја препознаат таа негова еволуираност, тој негов авторитет кој што го има, и тие, дали буквално, дали метафорички, ќе го распнат. Едноставно нема да го прифатат, ќе го одбијат. Зошто? Бидејќи не се спремни за него. Тие се спремни за одреден водач кој што има лажен авторитет или кој што има авторитет кој што тие може да го препознаат, а тој е мал авторитет, климав и така натака. И сега, како што спомна ти, значи тоа можеме да го разгледаме ни спирална динамика, она огледало на следбениците, на духовната состојба на следбениците и на нивното ниво на колективен морал кој што го имаат. Например, ако ги земеме црвените во спирална динамика,
оние кои што се еволуирани на црвеното ниво. Тие бараат лидер кој што е силен. Тие бараат некој кој што знае да доминира, знае да на ниво на поеволуирани горили, каде што бара некој кој што може да истепа друг и тогаш кога тој начин на размислување бил најпроширен во светот, лидери се бирале преку борби, преку тепање. Во еден ринг, преку дуели, во еден ринг ќе се борат до смрт двајца или до одредена победа и победникот ќе биде тој што ќе владее, а не се базира неговата способност врз основа на тоа како ќе владее, што ќе донесе, што ќе придонесе за заедницата и така натаму, туку дали е силен. Што тоа било нивото на свест кај следбениците кој што може да го препознаат кај лидерот. Потоа идеме, еве да речеме, синото ниво всушност бара лидер кој што ги отелотворува традициите. Едноставно го одржува статус квото. Не е многу прогресивен. Не сака големи промени. И на тој начин тие се сигурни дека нема да се сменат работите, бидејќи тие се чувствуваат сигурни во статус квото. Може ќе се појави некој како Никола Коперник, да речеме, кој што рекол всушност земјата се врти околу сонцето и тие го запалиле на клада. Зошто? Бидејќи се обидува, тој носел вистина, тој бил вистински авторитет, меѓутоа тие го, исто така и Галилео Галилеј, едноставно го отстраниле од нивните очи и го отстраниле од живите, од фондот на живите. Меѓутоа, зошто? Бидејќи не биле спремни за нив. Потоа, ако одиме погоре, нели сега, каде што сме сега во портокаловото ниво, можеме да видиме дека бираме врз основа на подготвеност на дебатирање. Како се бираат политичари моментално? Политичари се застануваат на бина и се караат меѓу себе, и тој што ќе каже интересни фрази, интересни моменти, ќе го зафркне другиот, ќе го фати во некоја ментална јамка или замка и тој е победник. Значи ние сме на тоа ниво на свест. Може да дојде некој кој што не може добро не е толку учен да се изразува толку добро, меѓутоа ги знае работите далеку повеќе, нема да победи. Зошто? Бидејќи не сме спремни за таков човек. Зеленото ниво е веќе ниво каде што луѓето не прифаќаат, одбиваат хиерархија, не прифаќаат лидери кои што се наметнуваат и тука веќе доаѓаме до една до можност за здраво избирање на лидери. Меѓутоа и тоа си има свои проблеми, бидејќи лидерот мора да поседува одредени карактеристики кои што тие ги бараат, а како што одиме нагоре во жолтото и дури во тиркизното ниво, тука веќе ти не мора да гласаш за човек кој што тебе ти се допаѓа или е огледало на твојата свест, бидејќи ти знаеш дека тој може да биде и многу поеволуиран од тебе и наоѓаш некои нови алтернативни начини да ја почувствуваш неговата лојалност без да го проценуваш преку твоите капацитети за справување со проблемите. Да, практично оние навлегувањето веќе во жолто и во тиркизно е надминување на себе си и станување доста понизен, стекнување на светоглед на имаштво, на богатство и едноставно веќе нема екзистенцијална тензија, не се водиш од аспект на сиромаштво веќе и немаш потреба да постојано да бидеш во некоја тензија за да се стекнеш со позиција на моќ или тие што ќе се стекнат со позиција на моќ да ги одразуваат само твоите себични интереси, туку почнеш да се грижиш за општиот, за целиот систем, па и екосистем, биогеосфера како што знаеш да кажеш ти и општо за целото битие, за целото постоење. Тоа е руски концепт кој што е наспроти западниот концепт на екосистем. Советски сојуз си создал свој концепт кој што го нарекол биогеосфера. Да. Инаку само за подсетување, јас би ги насочил нашите следачи да ја преслушаат епизодата, 2 епизоди, тоест, за спирална динамика, затоа што тоа е една неверојатно силна способна рамка за толкување на нивоата на зрелост, на когнитивна, па и на морална зрелост кај луѓето и кај групите, и кај заедниците, колективите. И топло ви препорачуваме да ја посетите. Ова мислам дека е добра точка каде што би можеле да се надоврземе на еден концепт кој што се разговара обично во така наречената мажосфера и оние заедниците на црвеното апче, а тоа е човековата социосексуална хиерархија. Луѓето имаат слушнато за оние концепти како алфа, бета, гама, сигма, итн.
И тие се практично ознаки за социосексуална хиерархија, особено кај мажите, меѓутоа некогаш важат и кај жените. Мислам дека оригинално доаѓа таквото толкување од однесувањето кое што научниците го толкувале преку наблюдување на волци, на лавови, на други животни и потоа луѓето го превземаат и кај луѓето го применуваат тој концепт на алфа, бета и така натаму. Интересното е што кој е фраерот во наводници, кој е алфата, кој е бетата и така натаму, е контекстуално, не само од аспект на кој ниво се наоѓаат на зрелост заедницата и поединецот во спирална динамика или во Колбергови стадиуми, сеедно, меѓутоа исто така контекстуално и од аспект на оној контекст на кај се наоѓаат самите, во смисла на премиерот е фраерот на државата, ама не ти е фраер дома. Ти си фраерот дома, ти си алфата дома. И така треба да биде. Ти ако се однесуваш спрема него, кога ќе ти дојде дома дека тој е фраерот, а не ти, набрзо ќе изгубиш и таа позиција, а веројатно и жена ти. Нели? Значи, сакам да кажам дека човековата социосексуална хиерархија е контекстуална од аспект на и нивоата на развиток, сега што ги спомнавме од аспект на природна динамика и други рамки, меѓутоа и од аспект на контекстот. Значи, некогаш тоа се вика контекстуален алфа. Си газда на работа и си таму алфа, меѓутоа во твојот приватен живот жената те гази, поминува преку тебе и те тормози. И го дозволуваш тоа. Значи, зависно од контекстот, можеш да бидеш ваква или таква улога. Што би искоментирал ти за тоа? Апсолутно се сложувам со тоа. Всушност тоа не води до фактот дека авторитетот многу зависи од своите способности, од способностите кои што ги имаш ти во себе. Значи, внатрешните способности и внатрешните вреднувања на самиот себе, на своите способности. Значи, тоа можеме да го наречеме личен авторитет. Па можеме да го наречеме и водство на себе си. Како ти се водиш себе си, како се третираш себе си во однос на контекстите во кои што се наоѓаш. Ако на работа се третираш себе си како водач со голем авторитет, човек кој што ги познава работите, знае што прави, не се сепнува, не се чуди во однос на проблемите кои што ќе му се јават, туку веднаш знае како да ги реши, природно доаѓа еден вид на самодоверба или самоспознавање, самопознавање на проблематиката со која што се соочуваш. Меѓутоа, кога ќе отидеш дома, не го чувствуваш тој личен авторитет, не чувствуваш дека си во контрола на работите, се чувствуваш дека не ги знаеш баш работите и почнуваш самиот едноставно во еден вид на пророштво кое што самиот си го исполнуваш, во кое што веруваш и потоа си го исполнуваш самиот, ти се однесуваш како да немаш авторитет и се однесуваш како да не знаеш што да правиш со себе си и како да не знаеш како треба да се однесуваш. А всушност знаеш. Меѓутоа, ја немаш самодовербата дека твоите постапки, дека твојата автентичност е правилно нешто. И затоа, според мене, самодовербата, со зборовите на Натаниел Бранден, кој што е терапевт од 20-тиот век, мислам дека е, и кој што е основоположник на самодовербата како концепт, меѓутоа во исто време и е основоположник на либерализмот. Тоа е интересен факт. Тој бил љубовник на Ейн Ранд и тој бил човекот кој што го создал всушност концептот на либертарианизам. Всушност. Неговите зборови се дека самодовербата е твојата судбина. Нивото на самодоверба кој што ти го имаш во тебе е нивото на тоа колку животот ќе ти биде воден од другите или воден од самиот себе. Колкава контрола имаш врз животот. И тоа е водството на себе си всушност. Самодовербата која што ја имаш. И тоа е личниот интегритет кој што го чувствуваш. Тоа е тој предуслов кој што мора да го имаш за да се чувствуваш себе си во сите контексти дека си во контрола. Ако некогаш не се чувствуваш дека си во контрола, тоа значи дека ти треба да работиш на одредени карактеристики во себе, да се стекнеш со способностите. Тоа не значи дека ти треба да бегаш од тоа, или треба да глумиш дека знаеш и така натака. Многу луѓе кои што влегуваат во врски, да речеме, тие не знаат што треба да прават и како треба да се однесуваат со партнерот, со мажот или со жената, и тие глумат работи. Прават некои работи кои што не знаат, што мислат дека треба така да
дека треба да се прават. Меѓутоа, кога не знаеш, треба да признаеш дека не знаеш, дека не чувствуваш самодоверба или самопознавање во однос на проблематиката и почнуваш да учиш, наоѓаш од некаде или ментор, или литература, или можеби искуство, кое што ќе те научи како треба ти да го средиш проблемот. Тоа исто важи и за на работа, тоа важи за сите лични работи, како на тренингот свој и така натака. Дали одредени вежби ги правиш правилно или не ги правиш правилно. Ако ти глумиш како е правилно, гледаш некој и го глумиш него, голема е шансата да не ги правиш правилно. Меѓутоа, ако претходно седнеш и прочиташ и прашаш како треба да се прават, ти ќе ги правиш правилно и ќе имаат вистински ефекти. Баш тука убаво мислам дека можеме да разговараме околу како да се стекнеш со природен авторитет, но пред тоа само да искоментирам дека ова се покажува, така мене ми изгледа и во моето мислење е дека контекстуалноста на авторитетот и контекстуалноста на водството и контекстуалноста на социосексуалната хиерархија укажува на тоа дека таа е динамична, дека не е фиксна и дека е возможно да патуваш низ неизе, возможно е да паднеш, и тоа што е поважно, е возможно е да се качиш. Значи, возможно е да станеш подобар, возможно е да се стекнеш со авторитет, возможно е да се стекнеш со контрола врз сопствениот живот и пред се достоинство и храброст. Значи, возможни се сите тие работи, возможно е да станеш господар на сопствениот живот. Знаеш, многу често во оние што се така наречената мажосфера и други коментатори, многу често коментираат дека социосексуалната хиерархија на кој е алфа, на кој е бета, тоа е горе-доле фиксирано. И јас мислам дека има голема улога оние основачките години, кога си бил млад, како се однесувале твоите родители спрема тебе, каков пример се гледал од нив, дали тие биле алфи, не биле, дали биле понизни спрема другите, дали биле авторитети, прифатени за авторитети, дали биле во позиција на моќ, како се однесувал таткото спрема тебе, мајката и така натаму. Има голема улога тоа. Има голема улога како се однесувале другите луѓе, има голема улога и генетика, меѓутоа не е целата приказна. Одличен пример ќе кажам, дека можеш да си го подобриш животот, можеш да се свртиш, можеш да бидеш, можеш од ниска позиција да се качиш многу високо. Сега има мала вистина дека можеби јас секогаш во мене и таквите луѓе како мене кои што можеби на крајот ќе стигнат до контрола на сопствениот живот, можеби таквите луѓе веќе имаат некое предодредено чувство кое што не им дава мир и кое што цело време ги тера да работат за да се стекнат со авторитет или со контрола врз сопствениот живот. Меѓутоа, одличен пример, сакам да кажам дека е возможно да патуваш низ таа хиерархија, не е фиксна. Сега да се вратиме на таа темата, која што мислам дека многу убаво се надоврзува тука, а тоа е како да се стекнеш со природен авторитет и како да се стекнеш со природно водство практично, како да бидеш прифатен за водач, е вид на прагматични и практични совети пред да дојдеме до нив. И јас би спомнал само неколку работи, значи пред се мислам дека најбитните работи се храброста и достоинството. Значи, храброста имаше еден интересен концепт во така наречената мажосфера, тоа е пикокинг, односно слично тоа што го прави паунот. Практично паунот има огромна опашка, обоена, кое што му го тежнува животот, практично го прави многу полесен плен за ловци, разноразни, бидејќи не може да избега затоа што му тежи опашката. Меѓутоа со тоа тој покажува всушност колку е храбар и колку ризик превзема и дека всушност има супериорни гени баш заради тоа што и покрај негативните аспекти тој успел да преживее и да биде тука во близина. И тоа да го препознаат женките. Практично храброста, и тоа многу често се случува и со револуциите, и со водачите на револуциите, заради тоа што се толку храбри, онака будалесто храбри, стојано луѓето почнуваат нив да ги уважуваат како авторитети и да ги следат и дури да гинат за нив. И достоинството. Значи, достоинството природно потекнува од храброст. Кога си храбар, почнуваш да си храбар и да се цениш себе си, нели? Сега, храброст исто така води и кон амбицијата. Амбицијата да спроведеш својата визија и спремност да се бориш за собствените интереси и права. Трето би било работа на себе и тек четврто доаѓаат социјалните вештини, односно стекнување со репутација, моќ, вештина на слушање и помагање на другите и така натаму. Значи во основа, поред мене, начинот да се стекнеш со природен авторитет и да се подобриш себе си, да се стекнеш со контрола врз сопствениот живот и потоа тоа ќе го неминовно ќе го препознаат и другите околу тебе, тој е храброст, достоинство
амбиција, спремност да се бориш за собствените интереси и права, дури и до конфликт, работа на себе и на крајот социјални вештини. Свештениче? Се согласувам со тебе. Ти ги објасни доста детално работите. Јас малце по-грубо ќе ги објаснам, меѓутоа можеби поопшто и по-длабоко да речем. Додека пак ти ги објасни доста детално и лесно. И па не за џабе сум јас процесорот. Така е, го испроцесира проблемот. Значи, според мене, за да бидеш авторитет, природен авторитет, и за да се поставиш себе си како водач, како вистински лидер, тебе ти требаат две работи. Прво нешто што ти треба е самодоверба, а втората работа која што ти треба е познавање на проблематиката. Дали е тоа лидер дома, дали е тоа на работа, дали е тоа на државата, во некоја војна, така натака. Значи, мораш да си веруваш на себе, дека знаеш што правиш и дека нема твојот ум, твоето тело, твојата емоција да те предаде. Значи, во контрола си на себе си. Тоа е првото нешто кое што мораш да го имаш, и второто нешто кое што мораш да го имаш е знаење. Тие се поврзани работи, бидејќи со знаењето доаѓа обично и самодовербата во себе и во своите способности. Меѓутоа, исто така, нешто кое што 90% од луѓето не го знаат и се борат дури со оваа вистина, не сакаат да ја прифатат, тоа е дека самодовербата го зголемува знаењето. Што значи тоа? Тоа значи дека ако си веруваш на себе си дека знаеш, ти природно полесно и побрзо ќе ги спознаеш работите. Ова не е едно нарцистичко верување дека знаеш, можеби подобро е да го кажам, да го објаснам како веруваш дека си способен да ги апсолвираш проблемите. Веруваш дека си способен да брзо да ги научиш и да ги решиш проблемите. Е во тој момент, на вистина твојот ум, за да го докаже тоа, за да си докаже на себе дека го може тоа, тој брзо ги совладува проблемите, брзо учи и станува експерт во областа каде што е проблематиката. Значи, кога ги имаш тие две карактеристики, тука доаѓа и препознавањето од страна на другите луѓе. Кога ќе видат дека ти имаш знаење, меѓутоа немаш самодоверба, не си веруваш на себе си, тие самите чувствуваат дека нешто не е во ред. Овој човек знае, гледаме дека зборува добро, па и прави добри работи, корисни и така натака, знае што прави, меѓутоа има нешто во него кое што е чудно, кое што не ни дава доверба дека сме во добри раце. Од друга страна, ако имаш самодоверба, а го немаш потребното знаење, тука луѓето повторно чувствуваат дека ти си наметнат, дека со сила се обидуваш да останеш лидер и така натака, дека твојот авторитет не е вистински. Мора да ги имаш овие две работи за да можеш да бидеш вистински водач. Видиш, се согласувам со тебе, со тоа што јас го кажав дека видиш кој ќе ги споиш храброст и достоинството, добиваш самодоверба, меѓутоа интересното е што храброста е предуслов за самодовербата, во смисла на вака ти кој ќе го кажеш ова како совет, да речеме, биди со самодоверба и имај знаење, нели? И сега луѓето може ќе ти кажат јас имам знаење, например, некој ќе каже, меѓутоа немам самодоверба и не можам туку така да имам самодоверба од ништо. И сега прашањето е како да ја стекнат таа самодоверба, нели? И многу често луѓето мислат дека таа самодоверба ќе стекнат ако уште повеќе знаат, меѓутоа вистинскиот начин да се стекне самодовербата е да бидеш храбар пред се и да совладуваш предизвици. И како што ќе совладуваш предизвици, па дури да не ги совладуваш, битно е дека си се впуштил во борба со предизвиците. Самата борба тебе ќе ти даде чувство на јас можам. Самото тоа што си се впуштил во борба, самата храброст, на крајот после одредено време, а природно и некои предизвици ќе ги совладаш, нели, ако влегуваш во борба, меѓутоа самата борба и самата храброст дека си влегол во борба со предизвиците, на крајот ќе те донесат до точката да имаш самодоверба. Што мислиш ти за тоа? Ова е една тема која што е многу важна. Ова прашање е многу важно кој што ти го постави. Јас не се сетив да го обработам и тоа прашање и ми текнува дека ова прашање беше предмет на голема дебата помеѓу нас двајца порано во однос на самодовербата. На вистина?
Да, многу одамна, може би не се сеќаваш, каде што прашањето беше кој е патот до самодовербата. Според тебе, како што и кажа сега, самодовербата лежи во храброста да рипнеш во тавчето, да почнеш да ги работиш работите без знаење, да се бориш со предизвиците и со тек на време ти ќе ги научиш цаките и ќе го имаш потребното искуство и ќе добиеш самодоверба во однос на проблемот, да речеме, и истото и со животот. Истото го правиш генерално со животот и стекнуваш самодоверба во животот. Моето мислење беше дека секако тоа влијае, што го кажуваш ти, меѓутоа јас сметам дека пред се мора да има еден вид на верба. Ти го нарекуваш храброст, јас го нарекувам верба. Мислам дека иницијалната каписла мора на почеток едноставно кога знаеш дека не си доволно добар или кога имаш ниска самодобра, кога веруваш силно дека тебе не те бива, да ја промениш таа верба. Едноставно мора да почнеш да веруваш без доказ дека тебе те бива, дека ти вредиш. Да се вреднуваш себе си не на ниво на некој доказ, обично луѓето сега, поготово на западниот свет, бараат доказ за све и се ќе речат зошто јас да се сакам себе си, зошто да се почитувам себе си ако не сум вреден за почит. И тука се кочат. И јас ќе им кажам верувај. Ама на што ќе ја базирам својата верба? Јас морам да знам дека сум доволно добар, иначе мојот ум се бунтува против мене. И тука е проблемот. Не смее твојот ум да се бунтува против тебе. Значи ти кога ќе одлучиш да веруваш во нешто, твојот ум мора да те слуша, бидејќи тоа е дел од тебе. Не си ти роб на твојот ум. Ти мораш да го ставиш во контрола твојот ум и кога ќе речеш јас верувам дека сум силен, зошто? За да можам да го остварам тоа. Јас верувам дека вредам, зошто? За да можам навистина да станам вреден. И тука доаѓа и тој изразот fake it until you make it. Всушност, пред се ти веруваш дека ти си човек со самодоверба и дека си човек вреден да биде сакан пред се од себе си, а и од другите луѓе. Кога го веруваш тоа, умот самиот ќе ги создаде оние мисли кои што се потребни за ти да станеш човек кој што има самодоверба. За ти да ја развиеш самодовербата. Умот ќе ја создаде самодовербата кога ти ќе почнеш да веруваш во себе дека си достоен за неа. Штениче насетувам дека тука сме негде во многу работи се согласуваме на темава, а не знаеме дека се согласуваме, како често што се случува, и мислам дека ова треба да биде некоја од следните теми кои што ќе ги снимиме. Што викаш? Апсолутно, ова е многу широка тема и една епизода не е доволна. Јас мислам дека оваа тема си бара минимум уште 2 или 3 епизоди. Да. Исто така и за човековата социосексуална хиерархија, алфа, бета, гама, тоа ќе ни биде една од следните теми на дискутирање. Дали имаме уште нешто да додадеме? Да, јас би сакал уште накратко да кажам нешто за духовниот авторитет, да се осврнам кон оние авторитети кои што се во областа на духовноста и религијата, многу гуруа, водачи и така натака кои што се естаблираат во, кој беше македонскиот израз, се наметнуваат како духовни учители, можеме да ги препознаеме по нивната потреба за следбеници. Доколку тој бара следбеници, можеш да видиш дека тој не е вистински гуру и вистински водач. Човек кој што се ослободил од своето его и кој што е достоен да биде гуру, тој сака само ослободени души. Значи тој сака да помогне, а не сака ништо за возврат. Единствено тоа што го добива за возврат е од благодарноста на оние кои што им помогнал, а не затоа што он тоа го бара. И уште една реченица само сакам да кажам во однос на врвниот авторитет на универзумот и на реалноста, а тоа е Бог или апсолутното, или еден збор е празнината, која што е врвен авторитет, тоа е авторитетот на тишината, на присуството, на она кое што е непроизнесено, а воедно и произнесено. И ако влечеме лекција од Божиот авторитет, кој што е авторитет од тишина и од присуство, а не од авторитет од позиција на мок, значи Бог не се симнува во однос на владетел кој што ќе каже вака ќе правите, онака ќе правите, иначе ќе ви ја исечам главата, туку тој молчи, дозволува
и е само присутен, само гледа, само наблюдува, и ако влечеме лекција од него, можеме да видиме дека најсилниот авторитет не зборува, не командува, туку само е. Неговото присуство е доволно да те трансформира. Амин, свештениче. Едно кратко зиже, па практични и прагматични совети. Денеска дискутиравме на тема водство и авторитет, односно таму каде што се поклопуваат. Знаеме дека овие два концепта, два поима се слични, меѓутоа не се исти, не се еднакви. Меѓутоа денеска разговаравме за водството и авторитетот, каде што се поврзани. На почетокот дадовме неколку дефиниции за тоа што е водач, што е авторитет, што е моќ, што е природен авторитет, што е наметнат авторитет, што е природен водач, што е наметнат водач. Разговаравме дека природниот авторитет е доделен од заедницата, не се зима на сила. Меѓутоа исто така разговаравме дека понекогаш е возможно да оние кои што се наметнале со својот авторитет или како водачи, со позиција на моќ, ако доволно биле доследни до тоа и отпорот не бил доволно силен, на крајот во пракса биле прифатени и станале природни авторитети и водачи на крајот, што се поклопува со дефиницијата на Макс Вебер за моќта, тоа е способноста да се спроведе својата волја без разлика на отпорот, нели? Понатаму дискутиравме за исто така и за човековата социјално-сексуална хиерархија, за тоа ќе имаме и засебна тема во следниве неколку епизоди. И мислам дека на крајот дискутиравме за како да се стекнеме со природен авторитет и со водство. Кажавме неколку начини, методи, причини, одлики кои што природните авторитети ги имаат, природните водачи ги имаат. Спомнавме храброст, спомнавме достоинство, спомнавме верба во себе, амбиција, спремност, работа на себе, социјални вештини. И на крајот свештеникот кажа околу духовните авторитети и многу тоа добро го поврза со апсолутниот авторитет, односно со Бог, бидејќи духовните авторитети се оние кои што се еден вид на прокси, на меѓуточка до апсолутниот авторитет. И така и ќе ги познаеме колку се блиску на вистина, колку се автентични на вистина во однос на апсолутниот авторитет, а тоа е колку се понизни и колку малку зборуваат, а колку едноставно се. И тука би завршил со сюжето за денешната епизода и сега ќе му дадам на свештеникот да даде неколку практични и прагматични совети во врска со водство и авторитет. Ова епизода беше главно теоретска и го разгледувавме авторитетот и водството како концепти, меѓутоа од самиот разговор произлегоа неколку прагматични пред се совети. Тоа се пред се дефиницијата за вредност, која што може на слушателот да му користи како патоказ до вистинско водство. Тоа е начинот како да бидеш водач, кои се вредностите за да бидеш водач. Вредностите за да бидеш водач е да го имаш потребното знаење и да имаш потребната храброст и самодоверба да ја прифатиш одговорноста да бидеш водач. Авторитет е концепт кој што исто така го обработувавме и од самата дефиниција можеме да заклучиме дека авторитетот може да биде природен или може да биде вештачки. Природниот авторитет е оној кој што доаѓа од своите способности, а не оној кој што со сила или со манипулација сакаш да го докажеш. Исто така, на крај разговаравме за како да се постане авторитетен и како да се постане вистински водач. И тука заклучивме дека за да можеш да бидеш достоен за водачка позиција и за да имаш вистински авторитет во сите полиња од твојот живот, треба да го имаш потребното знаење за проблематиката, меѓутоа треба да имаш самодоверба и треба да имаш храброст да се одважиш. Исто така на крај кажавме дека врвниот авторитет е оној авторитет кој што трансформира од позадина, кој што трансформира од присуство, а не оној кој што се меша во сите работи. Вистинскиот авторитет е присуството на сопственото јас. Не во зборови, не во контрола, туку во самото битие. Моханџи.